Почитувани, во денешното општество сите граѓани имаат право да живеат со своите семејства, да посетуваат редовно училиште, да се вработат и да имаат шанса за исполнет и самостоен живот. Меѓу нив спаѓаат и лицата со телесна инвалидност, слепите лица, глувите лица и лицата со посебни потреби. Жално е што вие од ДПМН во цели 12 години владење не бевте доблесни да ги решите проблемите и потребите со кои овие граѓани секојдневно се соочуваат. Како вие од ДПМН по цели 3 мандати владење со огромен општински буџет дозволивте Конзулска Битола да заостанува за други, многу помали општини? Недозволиво е во 21. век во нашата општина глувите лица да немаат на располагање толкувач за нивниот гестовен јазик при комуникација во институциите, лицата со телесен инвалидитет да немаат соодветен пристап до сите институции, слепите лица да немаат соодветни помагала, прилагодена инфраструктура, звучна сигнализација која би го олеснила нивното секојдневие. Недозволиво е во 21. век нашите деца со посебни потреби да учат во визбите во основното училиште Ѓорги Сугарев, а во ерата на вашето задолжително средно образование да се школуваат во дисперзирани средношколски паралелки, кои патем речено се отворени на иницијатива на нас, родителите на децата со посебни потреби, пред цели 10 години. Во своето 12 годишно владење со општината, вие од ДПМН воопшто не ни помисливте на проблемот за вработување на овие граѓани. Затоа, точно од ова место, под саат кулата во Конзулска Битола, ја праќаме пораката. Идната локална власт на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата сериозно и одговорно ќе се соочи со проблемите и потребите на овие граѓани. Промената на оваа грда слика се вика живот во Битола за сите.